Ова е спомен соба на доенот на македонската изворна песна Никола Бадев, роден во селото Глишич, непосредна близина на Кавадарци. Растен во семејство кое што било земјоделско, но исто така растен и меѓу луѓе кои што имале осет за музика во тоа време. Дури имаме и анегдот, Васил Хаджиманов му ги дал првите тактови на хармоника за да Никола Бадев ја почне таа негова кариера. Никола Бадев, како што реков, спомен соба која што имаме фотографии, каде што се хронолошки поместени се до неговата смрт. Две витрини кои што имаме лични предмети на Никола Бадев, народна носија која што доминира во ова негово катче и исто така и статуата која што е дел од ова спомен соба. Никола Бадев познат по неговиот кадифен глас. На секое чествување тоа го презентираме. Дури има и фолклорни групи од Кавадарци кои што го негуваат ликот и делото на Никола Бадев и си одржуваат концерти секоја година и на неговата годишнина, неговата смрт, правиме настани каде што го презентираме животот и делото на Никола Бадев. Во оваа витрина имаме лични предмети на Никола Бадев, во кои што доминира неговите тетрадки, кои што се записите од неговите 220 песни. На секој од тие 220 песни има извршено аранжман, значи комплетно до пеење на неговата песна. Часовник кој што во тоа време бил доста наводници скап, килибарот, односно бројаниците кои што ги имал Никола Бадев. Инструменти кои што ги свирал Никола Бадев во неговото време, тоа се тамбурата, гитарата. Тука се и пасошите кои што се неколку, бидејќи многу патувал, сакал да патува. На секое патување си вршал своја архива, фотографирал, снимал, значи си направил своја архива и си го зачувал. Сепак се работи за културно наследство. Фотографиите ни кажуваат дека на секој настап сакал да настапува со народна носија, го сакал изворното во неговиот живот, така и го живеел. Она што би сакал тука да прашам интересно е камерата и фотоапаратот. Дали може би има останато негови снимки и фотографии кои што тој лично ги правил, па денес да ги дигитализираме и да може да ги прикажеме пред јавноста? Ги има, дури има и прожектор на кој што лентите ги гледале во склоп на семејството, а ние ги чуваме тука тие снимки кои што се дел од неговите настапи и се пренесени, односно се снимени на тие ленти. Додека пак имаме на CD се сите оригинални снимки ставени. Имаме и плочи кои што винилски плочи кои што ги имаме во ова наша поставка, но заштитени ни се сите песни кои што се ставени, оригиналните песни се ставени на CD, за да може да се зачуваат така. Бидејќи грамофонот, исто така има и грамофон тука, но не можеме да го користиме за да ги чуеме оригиналните снимки кои што тој ги поседувал. Првиот настап, односно првото појавување негово било на настан во радиотелевизија Скопје 1951. Неговите черки, гледајќи го, видувајќи дека сакаме да го представиме Кавадарци и карактерот, ни ги донесоа, ги дадоа овие предмети кои што ги имат. Во последната витрина имаме предмети кои што се признание добиени за време на неговиот живот, но и посхумно. Во витрината доминира медалот, златната медаља, која што пред 2 години ја додели председателот на државата
за исполнител на традиционална македонска народна песна, за заслужен граѓанин, како што реков, и таа стои во музејот да можеме да ја презентираме.